Велики четврток, Синаксар. Стихови. Вечерата е двојна. Една е пасхата на законот, втора е новата пасха, телото и крвта на Господа. Во светиот и велики четврток, како што ни пропишаа светите отци, според преданието што го примија од божествените апостоли и од светите евангелија, ги празнуваме овие 4 настани: мењето на нозете, тајната вечера, свештената молитва и предавството јудино. Бидејќи еврејската пасха требаше да биде жртвувана во петокот, беше погодно вистината да биде во согласност со сликата, односно во истиот ден да биде жртвуван и Христос, нашата пасха. Поради предвидување, како што велат божествените отци, Господ наш Исус Христос ја извршува во четврток навечер, бидејќи таа вечер и целиот ден од петокот евреите го сметаат за еден ден и го именуваат ноќеденство, Никтимерон, од едно заоѓање на сонцето до другото заоѓање. Тоа е причината поради која он со своите ученици ја изврши тогаш пасхата според законот, како што велат некои, меѓу кои божествениот Златоуст. Прво, стоејќи простум и препашани, обоени во сандали, со стап во рака, запазувајќи ги и сите други прописи на законот, за да не се остави впечаток дека го прекршуваат. Оваа пасха ја подготви Зеведеј, зашто стомната со вода ја носеше тој, како што вели великиот Атанасиј, иако некои други за ова зборуваат поинаку. Потоа, откривајќи на своите ученици едно посовршено славење, Господ ја востановува тајната на нашата пасха во горната одаја, кога ноќта беше веќе настапила, зашто е речено: кога настапи вечерта, он седна на трпезата со 12. Видете, ова не беше пасха на законот, бидејќи се седнува на трпеза приготвена од леп и вино, додека порано била со печено месо и со бесквасен леб. Пред почетокот на вечерата вака зборува божествениот Златоуст: он станува од трпезата, ја остава својата горна облека и става вода во леген, самиот правејќи се за да го посрами Јуда, но и за да ги потсети другите апостоли да не барат старешинство, како што тоа го покажува помењето на нозете велики: кој сака да биде прв, нека биде последен, давајќи се себе си за пример. Се чини дека Христос најнапред му ги измил нозете на Јуда, кој без срам беше го зазел првото место. На крајот доаѓа до Петар, но овој, бидејќи најревносен од сите, му забранува, но на крајот пак му дозволува да му ги измие нозете. Откако им ги изми нозете и покажа колку високо можеме да се издигнеме преку смирението, ги зеде повторно својата облека и своето место на трпезата, ги поучи да се сакаат еден со друг, но да не бараат старешинство. И додека јадеа, им го навести предавството, бидејќи тие се вознемирија поради тоа, Исус му рече само на Јована тајно: на оној што ќе му дадам едно парче леб, откако ќе го натопам, тој е оној кој што ќе ме предаде. Ако Петар знаеше на кого се однесуваат овие зборови, тој ќе го убиеше Јуда, бидејќи беше најревносен од сите. Или пак оној што ќе ја стави раката своја во чинијата, бидејќи се среќава и едното и другото. По малку време зеде леб и рече: земете јадете, а слично и со чашата, пиите од неа сите, ова е крвта моја на новиот завет, ова правете го во мој спомен. Ова правејќи го и он јадеше и пиеше со нив. Забележете добро, дека лебот квасен го именува свое тело, а не бесквасниот леб. Нека се засрамат оние што принесуваат бесквасни лебови за бескрвната жртва. По лебот сатаната влезе во Јуда. Ако порано
само го искушуваше, сега конечно се всели во него. Кога излезе, тој се договори со првосвештениците да им го предаде за 30 сребреници. По вечерата, учениците отидоа на Масленовата гора, во една градина наречена Гециманија. По некое време Исус им рече: оваа ноќ сите вие ќе се соблазните поради мене. Петар му рече: макар и сите да се откажат од тебе, јас нема да го сторам тоа. А беше досна, односно двабока ноќ. Исус повторно му рече: пред да запее петевот 2 пати, ти ќе се откажеш од мене 3 пати. Така и се случи. Од ова Петар го обзеде голем страв. На овој начин Бог му ја покажа слабоста на неговата природа, но истовремено, бидејќи сакаше да му ја довери сета вселена, он сака да му даде на знаење дека целиот свет има иста природа и дека тој, Петар, треба да се покаже милостив кон грешниците. Впрочем, тројното Петрово одречување ги представува гревовите на сите луѓе против Бога. Пред се, заповедта што ја прекрши Адам, потоа прекршувањето на пишаниот закон, на трето место прекршувањето на заповедите на воплатеното слово. Но Спасителот го исцели со тројното покаяние. Затоа он му рече 3 пати: Петре, ме любиш ли? Потоа им рече на учениците, покажувајќи им ја својата човечка природа, бидејќи смртта е страшна за сите. Душата моја смртно е нажалена. Потоа се оддалечи малку, колку што со камен може да се дофрли. Се помоли 3 пати и рече: Оче мој, ако не е можно да ми одмине оваа чаша, да не ја пијам, но нека биде волјата Твоја. И пак, Оче, ако е можно, нека ми одмине оваа чаша. Од една страна, он го вели ова како човек, но од друга страна, он вешто го отстранува ѓаволот со цел овој последниот, мислејќи дека има работа со човек кој се плаши од смртта, да не прави пречки на тајната на крстот. Кога се врати при учениците и ги најде заспани, му се обрати на Петра и му рече: Зар не можевте ниту еден час да бдеете со мене? А тоа значи, ти кој велеше дека и до смрт ќе се бориш за мене, еве, и ти спиеш како и другите. А кога мина од другата страна, од потокот Кедрон, каде што имаше градина, таму остана со учениците своји, бидејќи имаше обичај да оди таму често. Затоа Јуда го знаеше тоа место. Откако зеде неколку војници со народот што го следеше, тој се доближи до Исуса и му даде целив. Овој целив беше договорениот знак, бидејќи он требаше да биде фатен повеќе пати, но се заминуваше, без да биде забележен. Но овој пат самиот Исус излезе пред нив и им рече: Кого барате? Бидејќи тие се уште не го познаваа, сепак мракот не беше целосен, затоа што тие имаа светелки и факели запалени. Исплашени тие се повлекоа и паднаа на земја. Кога Јуда го направи она за што се беа договориле, Исус му рече: Пријателу, направи го тоа за кој што си дојден. Односно, ова е моментот да го направиш она за кој што си дојден. И пак им рече: Зар како на разбойник излеговте со ножеви и стапови да ме фатите? А дошле ноќе за да не настане бунт кај народот. Тогаш ревносниот Петар извлече нож, зашто за ова беа подготвени уште од вечерта, и му го одсече десното уво на еден од слугите на првосвештеникот, по име Малх. Но знаејќи дека првосвештениците велеа за него како тој не го слуша законот, а поучувал, Исус го укори Петра, бидејќи не е добро за ученик на еден духовен човек да се служи со нож. И он го исцели Малха. Кога пак го фатија Исуса, врзан го приведува во дворот на првосвештеникот Ана.
кој му беше тест на Кајафа, зашто таму беа собрани сите, фарисеи и книжници, кои извикуваа против Христа. Таму и слугинката му се нафрли на Петра и тој се одрече од Христа. Кога мина ноќта, Петровот запеа 3 пати и тој се сети, па горчливо заплака. Бидејќи беше веќе утро, од Кајана Христа го одведува при првосвещеникот Кајафа, каде што го пукаа во лице и беа повикани важни сведоци. Кога засветли денот, Кајафа го испрати при Пилата. Тие што го водеа не влегоа во судницата, за да не се осквернат и да можат да ја јадат пасхата. Некои, како што вели божествениот Златоуст, тврдат дека фарисеите и првосвещениците го прекршиле законот, префрвајќи ја пасхата за другиот ден, бидејќи требало да ја јадат токму таа ноќ, но дека тие ја поместиле за наредниот ден, за да можат да го убијат Христа. Но ако тие требале да ја јадат пасхата тогаш, Христос покажал, јадејќи ја претходната вечер, дека не упатил во совршената тајна. Или пак, како што беше речено, требаше да стане реалност она што во законот беше само слика. Всушност, Свети Јован вели, пред празникот Пасха, од овие причини и ние го празнуваме се она што се случи во тој четврток и во наредната ноќ, и со стравопочит правиме спомен на сите оние страшни и неискажливи дела и настани. По Твоето неискажливо милосрдие, Христе Боже наш, помилуј не. Амин.